Најмалку 60 лица загинаа во поплави во Северна Кореја, пренесе ТАС. Се уште е непозната судбината на 25 лица. Поплавите во северниот дел на земјата биле предизвикани од поројните дождови на крајот од минатиот и почетокот на овој месец. Тие предизвикале тешки оштетувања на инфраструктурата. Разурнати се 560 јавни и 30 производствени згради, а над 2000 хектари оризови насади се под вода. Властите евакуирале и над 44.000 лица. Турската војска соопшти дека 2 војници се убиени и 5 мина се ранети во напад на Исламска држава врз 2 турски тенка во северна Сирија. Во соопштението на турските сили за безбедност се посочува дека 2 војници од слободната сириска армија исто така се убиени, а други 2 се ранети во судирите во северна Сирија. Турската војска прецизира дека воените авиони на коалицијата извеле напади врз целите на Исламска држава, а сириски бунтовници зазеле 2 села во северна Сирија. Ова е втор случај во кој гинат турски војници во двонеделната операција Штит на Еуфрат, кој почна на 24 август, кога сириските бунтовници со поддршка на Турција го освоија пограничниот град Џараблус. Републиканскиот кандидат Доналд Трамп за председател на Соединетите Американски држави за 2% има поголема поддршка од политичката ривалка од Демократската партија Хилари Клинтон, покажуваат резултатите од анкетата објавена на CNN. За Трамп се изјасниле 45% од испитаниците, а за Клинтон 43%. Анкетата покажува и разлика меѓу приврзаниците на двајцата кандидати. Жените повеќе ја поддржуваат Клинтон, а мажите Трамп. Според возраста, помладите американци ја фаворизираат Клинтон, а повозрастните се наклонети кон Трамп. Истражувањето покажува и дека поголемиот број белци го поддржуваат Трамп, додека другите се за Клинтон. Анкетата покажува и дека пообразуваните граѓани и даваат предност на Клинтон. Истражувањето е спроведено телефонски од 1 до 4 септември, при што учествувале 1001 возрасно лице. Во страотен сообраќаен судир во Москва, во кој учествувало црно БМВ, кое наводно било на рускиот председател Путин, на лице место загинал возачот. Путин во тој момент не бил во автомобилот, а на снимки од сигурносните камери може да се види уништеното возило. Се шпекулира дека може би станува збор за обид за атентат врз рускиот председател. Судирот го предизвикало патничко возило Мерцедес кој изгубило контрола и директно се судрило со председателското БМВ. Од силината на ударот возилото се распаднало, а возачот настрадал на лице место. Возачот кој загинал во судирот наводно имал дури 40 години искуство во таа работа и му бил омилен на Путин. Возачот од другото возило е префрлен во болница и е во критична состојба. Полицијата потврди само дека дошло до несреќа, но засега нема официјални потврди и информации дали навистина се работи за возач на Путин и дали автомобилот што учествувал во сообраќајната несреќа е дел од председателската свита.